Владата треба да ја притисне Бугарија каде што е најслаба, а тоа се малцинските прашања, и да лобира преку европските држави со цел репреговарање и решавање на билатералните прашања на начин кој ќе биде прифатлив за сите страни. Експертите на иста линија со премиерот Христијан Мицкоски, откако ќе се формира новата политичка влада во Бугарија, челниците од двете земји треба да се посветат на зајакнување на соработката и подобрување на односите, имајќи го предвид ставот на власта дека нема да има уставни измени под странски диктат со уцени и ултиматуми. Цврстите позиции ги разгневија бугарските власти. Софија досега беше навикната на подчинет однос од Скопје, па сега изненадена порача дека немало да има какво било преговарање. Оваа реакција според упатените е очекувана. Јавноста во Македонија не ги прифаќа бугарските барања и не постои политичка влада во Македонија што може да преземе чекор спротивен на она што јавноста во Македонија го мисли. Анкети јасно го покажува и на тој начин ние сме едноставно заглавени во тој процес. Она што е важно дека новата влада, барем јас така мислам, дека новата влада треба да излезе со нова стратегија во односите со Бугарија, дека треба да се притисне Бугарија на оние прашања кои што е најслаба, тоа е прашањето за малцинствата, посебно македонското малцинство, и тоа треба да се лобира по европските држави, не да се лобира во Брисел. Брисел тоа не го интересира прашање. И не е само најавата за репреговарање на политички план. Многу скоро ќе има реформи во мешовитата историска комисија за која долго време се алармираше дека работи под политички притисок. Експертската комисија, иако требаше да придонесе за објективно и научно толкување на историските настани и личности, нејзината работа уште од самиот почеток беше контроверзна, а фокусот се измести од историските факти кон политичките желби. Членот 8 и став 2 од договорот. Таму се споменува дека таа комисија која што ќе биде обострана и бугарска и македонска, воедно ќе работи на принципите на науката, односно докажување и аргументирање. Па тоа македонската наука тоа го прави 80 години и македонската историографија. И друго, треба да се почитуваат македонските институции. Ние имаме македонски образовни, научни и културни институции. Таа работа се префрла во институциите, не во комисиите. Целата 7-годишна борба во однос и на двете комисии, барем на историчарите како ЕСНАФ, е да се придржуваме кон научните принципи, а не кон политичките и личните познанства и средини кои што ни диктираат некакви политики. Проблемите во комисијата се резултати на нејасната формулација во договорот за добрососедство, каде се упатува на заедничката историја на двете држави и нивните народи, без да се спомнат македонскиот и бугарскиот народ. Со ова автоматски се отвори патот за Бугарија да си најде алиби за негирањето на македонскиот идентитет и непризнавањето на антифашистичката борба на македонскиот народ, сосема спротивно на членот 11 од договорот, каде двете страни се обврзаа дека нема да изнесуваат содржини од непријателски или пропаганден карактер. Само квалитетен кадар кој ќе работи врз принципи и во рамки на научните институции може да го реши прашањето за историјата и да ги извади македонско-бугарските односи од вртлогот на минатото.